Почитувани гледачи, добро вечер. Вие сте на програмата на Клан, програма на македонски јазик. Во ова политичко време на предизборие, сведоци сме дека овие денови доаѓа до прегрупирање на политичките сили и одреден број на партии преминуваат од една во друга коалиција, едни заминуваат, други доаѓаат и на тој начин идеологиите или политичките платформи се претвораат во изборна математика. Значи дека секој се бори за макар и еден глас повеќе од политичкиот противник. Имаше повеќе раздвижувања. Еден од нив е Стојанче Ангелов, председател на Достоинство. Јас го поканувам вечерва да дојде во студиото. Добро вечер, господине. Добро вечер, Љубише. Генерал, директор на ЦУК, председател на Достоинство. Многу функции во еден човек. Пред се човек. Јас разликувам добри и лоши. Не, многу функции. Дали мислите некоја таа да ја напуштите или не? Јас не сум дезертер за да напуштам нешто. Јас сум човек и ќе останам човек. Функциите се милливо нешто. Но јас во принцип не ги напуштам. Добро, благодарам, ќе разговараме на оваа тема. Поведете, благодарам. Ќе продолжиме во... Благодарам за можноста. Господин Ангелов, ајде ќе почнеме од тоа што во најавата го споменавме. Тоа беше и најактуелно вашата оставка, понудена или изнудена на позицијата директор на Центарот за управување со кризи. Рековте дека се уште сте директор, но имаше повик дека треба да бидете сменети затоа што како коалицијски партнер и лидер на Достоинство и напуштате коалицијата на Социјалдемократскиот сојуз. До кога мислите да останете на оваа функција? Уште некои 7 години долгорочен план е, но може да биде уште неколку дена. Од неколку дена до 7 години. Не зависи од вас, давате оставка или не давате оставка? Во моментов државата се наоѓа во една специфична ситуација. Извршната власт, односно владата, ја предводи премиерот Талат Джафери, кој што е премиер на техничка влада, која што, иако е техничка, ги има работи со полн капацитет, но незина основна обврска е спроведување на предизборието и изборите. Во овој момент најголема политичка партија со најмногу пратеници и со најмногу министри е СДСМ. Поаѓајќи од тоа дека јас како председател на Достоинство, односно ние како Достоинство, бевме до пред неколку дена во коалиција со СДСМ, поаѓајќи од началото на политичка коректност, зборував со генералниот секретар на СДСМ Миле Зечевик и при тоа го известив за да не се наоѓаме во непријатна ситуација да понудам оставка, се разбира, на премиерот. Не можам да понудам оставка на генералниот секретар, но без нивна согласност таа нема да помине. Потоа истото го направив преку пораки со председателот на СДСМ и поранешниот премиер Ковачевски. Исто ја понудив мојата оставка, се разбира да ја понудам на премиерот, легитимниот премиер на владата, колку тоа некому да не му се допаѓа, вклучително и на мене, Талат Джафери, но од нив двајцата имав сугестија да останам на оваа одговорна позиција со оглед на тоа дека државата се наоѓа во еден чувствителен предизборен период. Мечките се будат од зимски сон, за кратко време ќе почнат поплави, веднаш потоа следат пожари. Во Брисел има многу сериозни обврски, во наредните неколку месеци треба да има 2 патувања во Вашингтон, за кои што е потребно поседување на НАТО сертификат. Значи, смената на директор на ЦУК во овој момент воопшто не е едноставна. Веруете дека и за мене е поедноставно да даде оставка и да се повлече од оваа функција. Но јас сум одговорна личност, јас сум одговорен функционер, јас сум поранешен полициски генерал кој што не е научен да се повлекува, освен ако тоа е во интерес на граѓаните. Во овој момент моје убедување, но и убедување на врвот на СДСМ е дека треба да останам. Од друга страна го разбирам и премиерот Талат Джафери, со кој што низ годините имам исклучително коректна соработка и кој што ми се јави денот кога новинарите му поставиле новинарско прашање и тој се наоѓа во една непријатна ситуација, бидејќи претходно 2 министри, но и повеќе директори беа сменети по отцепувањето на делот од Алијанса кој што отиде со Таравари.
но состојбата со мене е специфична, бидејќи таму се работеше за албанскиот блок. Сега и покрај желбата или обидот на Талат Джафери да ме промени од оваа позиција, потребно е и СДСМ да гласат, односно министрите од СДСМ и евентуално двата министри од ВМРО, бидејќи ДУИ и Алијанса го немаат потребното мнозинство. Мој став е да останам до крај и да послушам би рекол сугестијата од врвот на СДСМ, при тоа тие знаеја дека јас ја напуштам коалицијата и дека ќе преминам во другиот табор предводен од ВМРО ДПМН. Иако тоа не е својствено за македонската политика, јас се трудам да бидам колку што можам повеќе искрен и во мојата најава дека ја напуштам коалицијата, јас не фрлав со дрва и камења по моите довчерашни коалициони партнери, туку напротив се изразив позитивно, бидејќи на вистина овие години, додека бев во коалиција со СДСМ, но и со ДУИ, јас и таму запознав еден куп честни и вредни луѓе, еден куп одлични професионалци, патриоти кои што ја се сакат земјата. Ќе го спомнам мојот заменик директор, Екрем Зендели, заменик директор на ЦУК, кој што доаѓа од редовите на ДУИ, кој е исклучително честен, професионален и пред се човечен, и со кој што функционираме безмалку 4 години без никакви проблеми. Значи, излегувањето од коалицијата не ми дава за право, нити чувствувам потреба да веднаш почнам да ги напаѓам моите довчерашни коалициони партнери. А чекате погоден момент да почнете да напаѓате? Не. Лошо можеби звучеше. Не чекам погоден момент. Со дел од политиките на владата, ако сте ги следеле моите настапи, а се разбира, верувам дека сте следеле некои од моите настапи, бидејќи и вие учествувате како гостин во некои од емисиите, од политичките емисии, за некои политики на владата и додека бев во владата, бев критичен, но за тоа го известив и претходниот премиер Заев, но и сега веќе и Ковачевски е претходен премиер, но тие ми дозволува за одредени прашања да го задржам правото на различно мислење. Затоа што јас во суштина потекнувам од десниот блок и за некои работи имам реално различни сваќања. И зошто тие ве толерирале? Зошто ова прашање ќе го упатите на нив? Ве прашувам, што мислите вие, зошто тие нашата генералниот правец кон кој што се движевме како коалиција беше НАТО и Европската унија. Ние сме денес членка на НАТО, иако цената беше горчлива и висока, но јас дадов поддршка на Преспанскиот договор, колку и да беше непријатен за нас македонците. И тоа го правев јавно и храбро, при тоа трпејќи многу политички ќотек, многу критики на социјалните мрежи. И јас немам намера да ретерирам од моите поранешни ставови. Моите ставови се исти. Во овој момент, верувам дека во оваа емисија ќе немаме време тоа да го образложам, сметам дека коалицијата застрани и пак ќе кажам дека овде вината не ја гледам само во СДСМ, ДУИ беше товарот кој што не ја овозможи на СДСМ да изработи како што треба. Значи, на многу листи, сега е неблагодарно и нема да си го дозволам да го кажам, но државата се наоѓа на дното или на врвот, зависи каква е листата. Фактот дека корупцијата царува во нашата држава општо познат. Значи, тоа го зборувам една година наназад. Проверете ги моите гостувања на некои од националните телевизии во политичките дебати. Но тоа никој не го негира, не само вие, па дури и коалицијските партнери во. Има еден момент, јас бев дел од владеачката коалиција, а зборував на овие теми. Апсолутно не, бидејќи за овие безмалку 4 години колку што сум директор, нема ниту една афера, ниту една шпекулација во врска со моето работење во ЦУК. Добро, но вие сте биле внатре. Ако сте говорили дека има корупција, на некого конкретно мислевте од коалицијските партнери? Нема да ви одговорам на ова прашање, затоа што ова е работа на опозицијата кон која што сега јас се придружувам, но секојдневно на пресконференциите на опозицијата, на јавните гостувања на челните луѓе на ВМРО ДПМН, можевме да слушнеме многу обвинувања за коруптивни сделки, кои што и најмногу се однесува на неколку функционери од ДУИ. Јас не сметам дека ДУИ целата е корумпирана, бидејќи ви кажав еден личен пример, каде што мојот заменик Екрем Зендели, кој што потекнува од ДУИ, е исклучително чесен човек и добар професионалец и се надевам дека во некој од наредните влади ќе го видам на многу повисока позиција.
Господин Ангелов, ајде се почнеме од корупцијата, иако почнеме од вашата оставка. За многумина генерално сметаат по јавноста и добар дел од новинарите и политичари сегашни идни, кога се дава оставка, се дава неотполиклива оставка. Шо, не знам дали ме слушнав таму, не. Слушнав, вашето прашање е погрешно, јас не дадов оставка. Вие сте се консултирали дали да дадете оставки и од Социјалдемократија, од Сојуз ви рекле потребен сте ни да останете на оваа позиција, бидејќи е важно. Во мај треба да бидам во Вашингтон. Зарем сметате дека треба сега да се повлечам? Јас сум член на НАТО комитетот за резилиенс, за отпорност. Значи, покри оно што јавноста го гледа за мечки и пожари, ЦУК работи многу посериозни работи кои што од аспект на јавноста или не се интересни, или се класифицирани со државна тајна или со НАТО тајност и не смеам да ги зборувам. Значи, моето неодење во Вашингтон ќе направи штетни последици за државата, бидејќи јас сум официјален политички представник на две нивоа во НАТО, во Брисел. Од друга страна, никој не е незаменлив. Можеби некој друг со НАТО сертификат ќе отиде, но нема да ги има информациите кои што ние ги поседувавме. Затоа што според законот во овој момент Центарот за управување со кризи раководи со комплетната отпорност на државата. Во неде Божа ситуација, во случај на војна, голем земјотрес и така натака, ние обезбедуваме континуитет на владење на државата, на власта, транспорт на луѓе, храна, вода, масовни жртви, евакуација. Значи, ние имаме многу сериозни обврски кои што јас максимално сериозно ги извршувам. Но од аспект на јавност тие не се интересни и кога ја би направил пресконференција и би кажал што ние обврски како ЦУК извршуваме, луѓето прво тоа нема медиумите да го емитуваат, освен ако не се случи некоја катастрофа. Господин Ангелов, не е ништо чудно во светски размери, не е толку често, но имало случаи кога одредена политичка партија става во своите редови министер или функционер од опозицијата, сметајќи дека тој е добар извршител на таа функција. Така што не е спорно вие да останете на таа позиција. Во јавноста важи некое правило дека штом ја напуштате одредена политичка партија, односно коалиција, дека сте сосема незадоволни од работата на таа коалиција каде што сте служели, со вашата продолжување на таа важна позиција на која што сте, се уште работите во интерес на таа коалиција. Тогаш чукате на вратата кај опозицијата, а вршите важни функции за оваа влада. Јас лјупчо не работам. Кој ќе ве разбере дали ВМРО ќе рече тоа што бараво кај нас? Лјупчо. Не разбират македонските граѓани, сите, и македонци, албанци, сите други. Јас не работам за ниту една коалиција. Јас работам за граѓаните. Кога гори, јас сум на терен, гасам пожари. Ако има мечки, одам се расправам со мечки. Вие сте политички представник таму, не сте... Па не би рекол. Моето именување за директор на ЦУК доаѓа по иницијатива на поранешниот премиер Зоран Заев. Ниту сум сакал, ниту барал да бидам директор на ЦУК во периодот на ковид кризата, кога ме побара и кажа да отидам и да воспоставам команда во таа институција и да преземам одредени работи за кои што не би сега зборувал. Центарот за управување со кризи е ребрендиран, препороден, работи со полна парија, го направи в 112. Пративме човек во Брисел, таму со години требаше да има човек кој што не успева да го испратат. Значи, во овој момент Центарот за управување со кризи би рекол како еден јак, ајде да не фаворизираме автомобили, јак автомобил кој што стоел паркиран во гаража со издишани гуми, а сега шиба со полна брзина. Знаете дека опозицијата ве критикуваше, таа не се сложила со вашите оценки дека сте биле многу добар. Не се согласувам со вас. Како не се? Знаете кога беа пожарите имаше доста критики од ВМРО да помогне. Критиките беа првите неколку месеци после моето именување, кога опозицијата не можеше да ги види моите квалитети. За почеток е нормално опозицијата да ја критикува власта дури и тогаш кога власта нешто работи одлично. Јас не тврдам дека власта работела, се што работела било лошо, оваа власт направи многу и добри работи, но со оглед на позицијата во која што се наоѓаме ќе викнете некој од СДСМ да ги фали. Но јас нема да ги нападнам. Ние сме денес членка на НАТО, на полуочекор до Европската унија, црквата е решена, значи веќе процесот на признавање е на самиот крај, или ние сме веќе признати, има уште некои нерешени прашања, тоа се работи кои што не се за подценување стратешки. Но, одговорот на вашето прашање
пак ќе повторам, граѓаните се тие кои што на крај дават конечната одлука. Си ми дозволите да бидам циничен, веројатно некојаш таков ми е и односот кон некои работи. Начинот на кој што говорите, како да имате сега, како да сте напола, одите во ВМРО ДПМНЕ, за малку да ги ребрендирате, бидејќи велите да ги убедите дека оваа влада имала и добри елементи, ама има и работи што не ги направиле добро, па сега од позиција на ВМРО ДПМНЕ да им кажете што не им е добро и не, да можете да ги искритикувате од позиција на опозиција. Некако како да сте во две функции во една. И тоа може да е корисно. Ако се надоврзам на вашето прашање, како директор на ЦУК, неспорно со силна поддршка и на мојот заменик Екрем Зендели, дека постигнавме големи резултати. Тоа јавноста не ни го споре, па дури и вие медиумите, дури имаме и од Европската комисија пофалби за 112, за функционирањето на единствениот број зидни повици 112. Но ако јас немав целосна поддршка од владата, јас немаше да можам да бидам добар директор. Мојот успех е успех на целата влада, успех на премиерот Заев, успех на Ковачевски, бидејќи многу пати уште во периодот... Тоа ќе мора ВМРО да го признае. Тоа е со самото тоа што тие мене ме земат, односно јас преминувам во нивната коалиција, ме прифаќат, тие прифаќат да примат добар директор, затоа што критиките беа во првата фаза кога јас не бев познат во јавноста и кога со мојот герила маркетинг можеше да биде злоупотребен кршењето кермиди со раце и глава во некои држави, па јас пред неколку дена гледав презентација на специјалците кога кршеа кермиди и никој не се смееше. Ама јас ако скршам 5 керамиди е смешно. Но оваа рака која што може да скрши 5 керамиди, прави може да направи и многу други работи, бидејќи до денес е во топ форма. Значи, одговорот на вашето прашање... Не, може ќе го убедите Мицкоски дека оваа влада не е лоша, тоа сакам да кажам. Не, оваа влада... Ако има и други како вас во оваа влада, значи тие делот... некако критикуваат, не е сосема оправдано. Оваа влада, владата предводена од СДСМ во делот на кризниот менеджмент, покажа големи успеси. Сега ВМРО ДПМНЕ го зема тој кој што ги направил успесите. Роналдо колку клуби има сменето до сега. Замислете дека еден клуб го зема Роналдо и одеднаш кога тој клуб почнува да победува. Да им тргне на ВМРО, пуште некој од СДС да земат таму. Па земат уште некој, но јас зборувам за мене. Шегата на страна, значи преминувањата во нашата политика се има чудни преминувања, сакам да кажам дека малку се случуваат некои работи кои што е најмалку чудно. Ние се навикнавме, но ете, не да не ги одбележиме. Значи изјавата на Наум Стоилковски, во која што тој ме критикува, која што се врти на Твитер и на Фејсбук, дека сум несериозен, не знам што таму. Рековте дека немало критики, јас ви реков дека имаш. Ама неговата изјава пола е точна, тој тврди дека човек кој што не го познава кризниот менеджмент институцијата, тоа е 100% во право. Мене кога ме стави директор на ЦУК, јас не знаев што е тоа ЦУК и нити сакав да идам таму. Мене Заев ме убедуваше. Ама ја го кажувам, но пазете, јас сум воен командант. Јас сум предводел специјалци во војна. Јас сум, еве да речем, координирал, не командувал многу повеќе од пешадија. Значи, ние сме барале поддршка од тенкови, минофрлачи, хеликоптери, сум организирал транспорт на луѓе, сум водел директни борбени акции. Така што Центарот за управување со кризи, со сета почит кон кризниот менеджмент е многу поедноставен во однос на било кое борбено действие во кое што може да загубите главата, а јас го загубив. Добро, мојот бел дроп. За ЦУК да завршиме генерално, значи. Се надевам дека сте задоволни од одговорот. Не, тоа остануваат тие политичките партии да проценат. Зошто достоинство после толку време реши да премине во ВМРО ДПМНЕ? Во мај минатата година на пресконференција ја известив јавноста. Добро, зошто? На пресконференција дека пред нова година до владата поднесовме иницијатива за надминување на проблемот на 10 војни инвалиди и 15 семејства на загинати бранители. И јавно повикав, значи пред 5-6 камери, не се крие во подруми да му работам некому зад грб. Чекате, колку време сте во коалицијата со СДСМ? 7 години. 7 години и сега наеднаш пред избориве решивте да... 7 години воде војна, дури во еден период и преговарав со ДУИ и не можевме да најдеме решение. Значи, јас и претходно во неколку наврати, уште во периодот... И кои вети дека ќе го решат случајот?
ВМРО ДПМН? Бевме во опозиција до момент кога бевме во опозиција СДСМ ни ветија кој ќе формираме влада, ова веднаш ќе го сега кој вети? ВМРО ДПМН кои што дадоа подршка функционална на нашите предлози во собранието. Ние предложивме иницијатива со предлог закон, бидејќи не сме овластен предлагач, ВМРО ДПМН се потпишаа сите пратеници на неа и нашата иницијатива стана легитимен, формално правно предлог закон за измена и дополнување на законот за бранителите, со кој што се нудеше решение и бе внимателен само за оваа загрозена категорија. Грефе оваа неправда која што се случува на луѓето, патем половина изумре, а треба да чекаме да умрат сите, на тој начин да го решиме проблемот. Стари луѓе кои што ги изгубиле своите синови. Но јас имам зборувано со Ковачевски. Од него имав силна поддршка. Чекайте се, сега сте противречени. Петровска. Не сте противречени, но противречени ви се времињата. Ако некојаш СДС ви ветувал, не успел да го направи тоа. Ако ВМРО ви ветува, зошто мислите дека една македонска партија ќе го реши тоа ако проблемот бил во ДУИ? Или сметате дека албанската опозиција ќе има разбирање како што ДУИ го немаше за овој проблем? Јас не Или сте наивен или очекувате некој што не е најнадлежен сам да го реши? Јас сум се само не сум наивен, ја не очекувам никакво разбирање. СДСМ беше уценето од ДУИ до последниот момент, се со мојата смена. Ако Ковачевски мене ми рекол, мене ми рекол да останам на оваа позиција, прито јас тоа јавно го објавив кога ја напуштив коалицијата. Значи, за разлика од многумина други, јас сум транспарентен и кога кажувам тоа што го мислам и она што го знам, се разбира со нивна дозвола. Јас имам дозвола од генералниот секретар Миле Зечевич да кажам дека од нив ми беше кажано седи таму државата е во прашање, не е ни ВМРО ни СДС во прашање. Многу повеќе од партиите. Затоа јас ако ДУИ се коректни партнери на СДСМ, не требаше да го чепкат моето разрешување. Патем за мене не е проблем. Ја куфирите ги спакував пред повеќе од една година, тогаш кога најавив излегување од коалицијата. Јас во мојата канцеларија немам ништо. Ако мене ме сменат, само излегувам. Буквално имам две цвеќиња, едни кактуси, уште едно друго, не знам како се вика, тие ми се драги мои, си ги земам. Тоа е се. И ќе викнам жива музика пред вратата, да ќе излезам од ЦУК со жива музика. Ќе земам еден камен, ќе го фрлам назад и веќе нема сила што ќе ме врати таму. Затоа што стресовите кои што ги преживувам безмалку 4 години се тешки. Ги почитувам внатре луѓето, ги сакам луѓето, но со нив ќе седнам на кафе надвор од ЦУК, а не во ЦУК. На мене ништо не ми значи останувањето во ЦУК. Знаете, кај нас постои една... Добро, кога ќе преминете сосема на некој начин, каква ќе биде тоа преминување? Директор во ЦУК, а како достоинство во ВМРО ДПМН? Чо, ние дали имаме политичка влада во државата во овој момент? Како тогаш Тошковски е министер во владата, а од ВМРО? Тоа е привремена позиција. Пи мојата рачуница е привремена додека да завршат изборите. После изборите 7 години. Не. Значи очекувате да победи ВМРО и да встави повторно на таа позиција. Така рековте пред 15 минути. И стоам на тоа. Јас сум стратег, јас сум воен генерал, поранешен. Јас планирам однапред до 7 години, бидејќи повеќе од тоа сметам дека не е упитно. И јас имам планови, но јас имам неколку резервни варијанти. Едната варијанта е да бидам директор на ЦУК, втора варијанта е да бидам нешто друго. Што? А трета е да се баталам од политика и од директорување, да се вратам на моето основно работно место во Македонска навигација, каде што работев 2 години пред да ми именува директор на ЦУК, каде што сум помошник. Позиција уште подобра. А трето, помошник директор, односно помошник, не како помошник директор. Таму е ДУИ. За безбедност. Нема да ме примат. Сега е ДУИ после изборите, нема да бидат ДУИ, но видете, не треба ние на луѓето така да гледаме, не значи ако некој ДУИ дека јас со него нема да живеам. Јас повторувам дека со Талат Джафери имам изворедна комуникација. Зошто на крајот сега почнете да го нарекувате командант Форина? До сега не го нарекував. Не е точно. Ние организиравме протести и тоа со денови кога го именуваа за министер за одбрана. Но ќе повторам, Талат Джафери е легитимен председател на оваа влада, која што е техничка. Но Уставот не препознава техничка влада, така што тој е легитимен
примерно. Тала Џафери е поранешен командант во УЧК, Форина му е да УЧК име, нели ние како викаме партизанско име од УЧК, тоа не е навредливо. Прашајте го дали тој се навредува ако некој му каже командант Форина. Тоа е како мене да ме речете генерал. Ја не знам дали тој се навредува или не, но тоа не го кажувавте досега. Значи се враќате на поредните од 2001 година. Ќе ви пратам неколку линкови после емисијата. Јас во овие 7 години, додека сум во коалицијата, во најмалку 3 наврати имам реплицирано на председателот на државата, на Стево Пендаровски, со кој што исто така имаме взаемна почит, но со неговите ставови за Рачиново не се согласувам. И јавно реагирав со мои колумни преземени од сите медиуми. Така што Тала Џафери е поранешен. Јас сакав да алудирам на друго, дека во кој апсурд дојде нашата држава. Ја крварев за оваа држава, немам третина од белиот дроб и ја бранев од нападот на УЧК. И сега денес доаѓа командант од УЧК да ме смени мене генерал на безбедносните сили. Зарем не е иронично тоа? Говорите со речникот од 2001. Ама ова цело таа тема. Вие од тогаш наваму се сменија многу работи, имаше амнестија. Ја не се согласувам со вас, вие ги следете активностите на Али Ахмети и на Дуи. Имаше амнестија. Овие огромните споменици кои што ги отвара, како беше да завршам. Имаше амнестија и тоа од партијата во која што сега сакате да бидете дел од коалицијата. Дали беше така? Така е. Амнестијата бе од 2002 година, општата амнестија, и јас не викам, значи тие се слободни луѓе, не се осудени. Но тоа не го менува фактот дека Тала Џафери бил командант во УЧК. Ниту пак Тала Џафери трпе политичка штета од моите зборови дека бил командант во УЧК. Напротив, сметам дека има политичка корист од тоа. Но јас зборам за една иронична ситуација во која состојба дојде на нашата држава. Ние како достоинство покренавме една референдумска иницијатива која што не ни дозволеа да избуткаме, со која што сакавме на референдум да ги прашаме граѓаните дали ветераните од УЧК треба да вршат јавни функции. Зарем е мала работа тоа што тие се амнестирани? Зарем мора да е командант од УЧК на некоја позиција? Не е проблем да е албанец, но мора ли солна рана да се става? Зошто можеби некој од овие луѓе убиле наши другари. Ние ја браневме татковината, повторувам, од нападот на УЧК, кој што во комуникето број 4 го повикаа Славо македонскиот окупатор да ги напушти вековните албански огништа. Какви вековни албански огништа? Тетово, каде се наоѓаат? Тетовските села со какво население биле порано населени? Господин Ангелов, од тогаш наваму и вие сте на функција и тие сте на функција. Во државата се случи reconciliation, што велате. Значи така се дојде до помирување. Дали треба со гумичка да го избришеме? Јас не знам Сообщението број 4 на она. Јас не знам што треба да се случи. Дали Џорџ Робертсон ги нарече убици и разбойници? Дали тоа ќе го ретушираме? Но вие сте прифатиле да живеете во оваа држава, во ова општество на овој начин на кој што сите стануваме исто. Стануваме еднакви и вие во овој изминат период сте ги делеле функциите со луѓето кои што од нивна позиција се бореле за свој право. И направив чекор понатаму. Мене ми е безразложно да говорам пак за 2001, дали биле терористи или не биле терористи, што рекол Џорџ Робертсон или не. Таа е завршена приказна. Ако мислите дека не е завршена приказната, ако мислите да ги отворате повторно тие теми, ако говорите за второ полувреме, ако говорите за отворање на тие рани, тоаш ние никогаш нема да тргнеме напред како држава. Но тоа е дебата за друго место, на друго време. Дозволете ми со 2 кратки одговори. Јас сум човек кој што јавно работи на помирување. Јас имам еден куп, би рекол, ветерани од ДЧК со кој што сум пиел кафе. Значи, зборуваме за заеднички днина во оваа држава. Па зашто говорите на 2 начина? Еднашка пиете кафе, еднашка сте пријател со Форина, еднашка вие учите командант. Повикам, викнете го. Повикајте го Абедин Зимбери. Ама ве гледавме кога говорите со Абедин Зимбери. Вие не ме разбирате. Моите ставови за 2001 година никој нема да ги смене дека УЧК се бореше за територија. И јас тоа се ваши ставови. Ама прочитайте мојата колумна кога положив цвеќе на гробовите на цивилите загинати како колатерална штета во Липковскиот регион заедно со Абедин Зимбери. Значи јас искрено жалам во чин на жалење, на помирување, отидов на тие
хутри цивили, меѓу кои што има и жени и деца, и искрено сочувство, положив цвеќе на гробовите. Тие дали се обештетени? Не знам, ја треба да бидат. Цивилите дали се треба да обештетени? бидат, не знам, то треба ни да ги Имате прашате. закон предложено? Принцип, не, затоа што тие предложено закон? Не знам, тоа ќе ги прашате нив, но во принцип за цивилите државата треба да се погрижи. Така што тука нема ништо спорно. Вториот момент е дека таа војна беше непотребна и не врати назад 30 години. Ако ние немавме војна 2001 година, Македонија ќе беше многу понапред, не една Бугарија на Прешиша, Хрватска. Да се вратим на политички прилики сега. Па ова не е политика сега што зборуваме. На преминување, не, тоа е историја. Значи, Љубиша, граѓаните со кои што комуницирам се сензитивни, бидејќи она што ја го кажувам, го мисли, ако не секој втор македонец. Ние не можеме да избегаме од тоа што сме биле. Не можете така да квалифицирате, дали секој втор македонец мисли или не мисли. Можам, имаш испитување на јавно мислење и така тврди. Јас ќе ви кажам дека ако денес сум директор, а Талат Џафери е премиер, и тоа е легитимно. 5 пати повторив дека е легитимно, така? Тоа не го менува фактот дека во 2001 година тој дезертираше од неговата армија во која што дал заклетва и за која што требало да се бори и премина во редовите на УЧК. А јас сум бил командант во безбедносните сили. Добро, ДНА многу мине. А тоа не значи дека денес не треба да живееме заедно. Дезертира многу наши офицери и војници. Така беше? Така. Така ли беше? Ја не сум изненаден од неговата постапка, одишол со неговите. ДНА ја напуштија голем број македонски офицери и војници. Тоа не треба да го ставаме под тепих. Треба да зборуваме отворено и да гледаме кон иднината без да го забораваме минатото. Дали ова е причината зашто одите во ВМРО ДПМН? Кој е? Овие ставови. Не оние 15 луѓето кои што говорите, бидејќи тоа го правевте како Сдружение Достоинство. Сега вие сте политичка партија или сте Сдружение Достоинство, кој што се грижи за 15 наши сограѓани, бранители кои останале необештетени. Што сте сега? Се работи председател на Сдружение Достоинство или политичка партија? Дали пред малку зборувавме за проблемот со корупцијата, тоа мислам надвор од овие војни инвалиди. Не, така прашувам, дали сте политичка партија? Ние сме многу сериозна политичка партија, мала, Колку мала? Па 9 луѓе сме вкупно во Достоинство, ама освојуваме по 9000 по 10.000 гласови. Достоинство е формирано од командантот на Тигрите, заменикот командант на Тигрите, помошникот командант на Тигрите, главниот Зобока, началникот на борбените хеликоптери. Која политичка платформа имате и каде се наоѓате? Владење на право, борба против корупција, демократија. И сметам дека треба да се направи комплетна трансформација на македонското општество, но тоа да го направиме сите заедно, треба да се укине оној етнички балансер кој што ни предизвикува проблеми во работењето на сите функционери, бидејќи мене не ме интересира дали албанец или македонец ако си ја работи својата работа. Во кои точки се разидувате со СДСМ и во кои точки сега се наоѓате со ВМРО ДПМН? Ако можете барем неколку да наброите конкретно. Па ја можам да не говориме на памет, точно овие елементи досега 7 години ви беа во ред, но нешто не се слагавте сега во ВМРО. Видете сега, што наоѓате во ВМРО што идеолошки како платформа кажавте зборови како мои кои што јас не ги кажав. По што заклучивте дека ја реков дека овие 7 години било во ред? Па ви реков дека 3 пати му реплицирав на председателот на државата. Не е важно што сте реплицирале. Вие не сте излегли од таа партија. Која моки имаме ние? Сте може била демократска партија, ви дозволувала да зборувате. И била и е. Тука ќе ги пофалам. Еве, СДСМ покажа голем демократски капацитет. Добро, но не доволно за нешто. Но зашто не доволно? СДСМ не успеа да се погрижи за она кое што ние го баравме, а представува основа на достоинство, а кое што како здружение и како политичка партија, бидејќи политичката партија Достоинство произлегува од Сдруженијето Достоинство и е репрезент на македонските бранители. Би рекол единствен, видлив. Значи тоа ви беше најбитно, не успеавте да го остварите преку. Секој ден ми се јавуваат унесреќени родители, се работи за голема неправда. Не се работи за пари. Не постои родител кој што сака да го изгуби своето чедо за било какви пари на светот. Нивните синови загинале. Ние имаме долг кон државата. Јас само ве прашувам. Значи, сакам да бидам на чисто, зошто, заради што напуштате, после 7 години, и заради што одите во друга политичка партија, за граѓаните, кои ќе гласаат, да знаат зошто.
Бидејќи, ќе додам како дополнително прашање, ако добро го парафразирам лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски, кој го праша зошто тие доаѓаат кај вас, рече, не знам, прашајте ги нив. Еве, јас да прашувам сметам вас. дека председателот на ВМРО ДПМН ви дал многу добар одговор и вие многу коректно ми поставувате прашање и јас одговорам За и тој на да знае. вашето прашање. Иако тој знае, но целта е ние самите да го кажеме, бидејќи јас со Мицковски имам комуникација 2,5 години од големите пожари во Будинарци, но видете, проблемот е што вие тоа го немате видено, бидејќи јас му пристапив на Мицковски пред 4 или 5 национални камери. Му придов, се поздравив со него и побарав да испиеме кафе и побарав да престанеме со политичко пресметување на такви сериозни ситуации како што беа пожарите, бидејќи ВМРО ДПМН тогаш неправедно ме тепаше за авионите кои што се во сосем друга институција. Потоа остваривме уште една средба за проблемите на бранителите, побарав од нив поддршка. Потоа уште еднашка бев со неколку војни инвалиди кај него и ние сме влегувале на главна врата и нашите средби сме ги објавувале. Ја не сум одел скришно да се кријам, ја не се кријам. Така што таа наша комуникација со Мицковски е 2,5 години и така падна предлог да ние ги надминеме овие проблеми. ВМРО ДПМН, веќе ви реков, даде поддршка на нашата иницијатива, која што стана закон, но даде поддршка, само иницијативно предложија измена на законот за бранители, каде што предвидеа 2 символични права, ослободување од патарини и паркинг за сите македонски бранители. Мене тоа ми дава надеж дека тие ќе успеат ова да го истуркат. Паркинг давале, како, што ќе даме? Бесплатен паркинг? Да, но другите работи кои што ги договоривме, Вие барате 50.000 евра за секој до 70.000 евра одштета. Не, точно, Љубиша, зборуваме за загинати луѓе, греф е вака да кажеш. Па така... Луѓе кои што умреле, убиени се. Добро. Убиени се, умреле во ужасни мајки бранејќи не можеме да ги спојам, Значи ние не бараме пари за здравите луѓе. Зашто говорите така, како да ме обвинувате мене и другите дека немаме разбирање за загинатите луѓе? Ама сега вие викате... Да сте вие единствени одбраните... Ама за кого бараме ние 50.000 евра? Не, за семејствата на загинатите 15 бранители. Па тоа мислам дека е главното барање. Да. Не барате паркинг за живите. Да, но повторно ќе повторам. Бараме одликување. Стево Пендаровски не собра храброст да одликува ниту еден бранител, а секој ден гледаме одликувани разни луѓе, но покажа доблест на наста на достоинство, каде што ние дадовме одликувања, дадовме плакети како достоинство на 4 починати старешини, генерали и полковници. Тој покажа доблест и дојде на тој наш настан како председател и врховен командант, и тоа многу го ценам и сметам дека е половично решение, но е подобро од ништо. Очекувам од наредниот председател на државата да собере храброст и да одликува некои од бранителите кои што во 2001 година направиле храбри или херојски дела. Овде ќе честитам на ДУИ, на раководството на ДУИ, но и на поранешните команданти од ДУИ, кои што со пиетет зборуват за нивните загинати. Во секоја прилика, на секоја комеморација, Али Ахмети ги чита еден по еден сите загинати ветерани од УЧК, така треба да биде, тоа треба и ние да го правиме. Ја бев погреб на Драги Мозокот, нека му е лесна земјата, нека му е вечна славата, бевме 10 на 15 полицајци, човекот цела војна беше учесник. Нема никакво знак дека тој човек учествувал во одбраната. При тоа ќе повторам, односно прв пат кажувам, тоа не е смета на ДУИ или на УЧК. Нашиот начелен став, јас лично сум зборувал, вие чествувате си ги вашите, ние си ги чествуваме нашите. И нам тоа не ни смета. Но ние на Карпалак немаме споменик, а на УЧК имаме 100 споменици. Тврдини. Директоре, председателе, ме прашувам, ово што го говорите, сте го барале од една македонска партија што е на власт. Така? Го барав од СДСМ, благодарение на министерката Славјанка Петровска, има исчекор напред во делот на споменика и Карпалак, но ќе нема време тоа да биде реализирано. Сакам да кажам, и преска ме прашав, зошто мислите дека другата македонска политичка партија ќе успее да го направи тоа што вие го барате, кога сето тоа мора да заврши во парламент со закон, за кој што треба да гласат и други политички партии? Затоа што СДСМ имаше мал број на пратеници и беше во зависна или подредена положба во однос на ДУИ,
А јас се надевам и ќе се борам коалицијата од ВМРО ДПМН да победи колку може поубедливо и да биде што помалку зависна од албанскиот политички фактор. Од друга страна, не очекувам албанската опозиција тврдо да се спротивставува. Зошто би и сметало, еве овие 15 кутри семејства патем, луѓето изумре да бидат обештетени. Што е разликата меѓу албанската опозиција и ДУИ? А овде е нашиот во ДУИ е нашиот воен непријател. За да остварам ја право на моите луѓе кои што кравареа за оваа држава, кои што загинаа за оваа држава, дозвола треба да ми даде мојот воен непријател кој што ги убил. Зарем тоа не е апсурдна ситуација? Ви од кога сте? Талат Џафери е командант во УЧК, така? И сега од Талат Џафери зависи како председател на собранието дали законот ќе биде предложен. И тој ги кочеше законите. Во наредното собрание нема да бидат уценети. Од кога сте во политиката? 2007 како здружение, 2011 како партија. Добро, не сте тинејџер да не знаете дека Никола Груевски има 61 и 62 пратени. Знаете каква војна водев јас со Никола Груевски? Не, вие оставете што сте водели војна. Дали беше залудна таа војна? Не, ги срушивме на крај, го срушивме Груевски. Значи јас лично... Вие сега говорите дека очекувате дека ова ВМРО ДПМН има голем број на пратеници и дека заради тоа ќе успеете да го... Нема да бидат оценети како СДСМ. Па 62 пратеника имаше Никола Груевски. Повторувам, многу важен момент. Не успеавте да го добиете тоа. Многу важен... Зашто? Колку треба да има се думнесат пратеника? Многу важен момент поради политичка коректност е тоа што премиерот Ковачевски и министерката Славенка Петровска даваа силна поддршка на нашите иницијативи, но тоа не беше доволно да поминат затоа што ДУИ не дозволуваше. Ама се вртиме у круг. Никола Груевски, вие сте во право и со повеќе од 60 пратеници не сакаше да слушне за таа тема, бидејќи тој самиот не бил војска, немаше разбирање. Јас верувам дека Мицковски е поинаков човек, со него сум имал повеќе непосредни средби, во кој што со пиетет зборува за бранителите. Не сум ја највени од вчера некој туку така да ме лаже, ги почитува бранителите, ги почитува безбедносните сили и верувам дека ќе направи се што е во негова можност да ги исправи овие горки неправди. Вие верувавте и Ковачевски не успеа. Ако Мицковски утре коалицира со ДУИ, што ќе направите? Ќе се вратите во СДС? Ако ДУИ не, зошто така мислите? Ако, еве, јас сум сигурен... Затоа што и Заев велеше не со ДУИ, па на крај беше со ДУИ. Нема проблем. Ако Мицковски коалицира со ДУИ, на Мицковски ве прашувам сега конкретно, бидејќи вие идете на невидено, така? Така. На ветувањето од Мицковски, на анкетите на Мицковски и на ветувањата на Мицковски. Ако владата на ДУИ не зависи... Како што Заев ве убедил, ако Мицковски коалицира со ДУИ, со истите луѓе кои што не ви дозволуваат да го протнете законот. Ако ВМРО ДПМН освои 55-6 коалицијата пратеници, моќта на ДУИ да оценува на оваа тема збором ќе биде многу мала. Тогаш ВМРО ДПМН може да си дозволи да побара поддршка од СДСМ. Еве јас ќе побарам од моите пријатели од СДСМ и тие ќе дадат поддршка и двете македонски партии ќе го надминат ова прашање. Па ова е Македонија, за кого ние се боревме во 2001 година. А во овој момент, ако СДСМ побараше поддршка од ВМРО ДПМН, ВМРО ДПМН ќе и дадеше, но ДУИ ќе излезеше од владата, односно ќе ја срушеше владата. Кога сами рековте, кога СДСМ беше во опозиција, кога ве поддржуваше, зошто тогаш ВМРО ДПМН не бидејќи СДСМ не прифаќаше за тоа. СДСМ со ВМРО можеше да ги помине нашите закони. Зошто Груевски не ги? Затоа што Груевски потврли, особено по ова прашање. Зошто? Па тоа е причината поради која што беше со коалициски партнер, така? Ама тоа е причината поради која што ја влегов во жестока политичка војна со него. Ја не влегов поради мене, поради бранителите влегов во војна со Груевски, уште неколку лица од ВМРО ДПМН, а не со целото ВМРО ДПМН. Ангелов, ваше право е и никој не го обвинува, како рече, со право Али Ахмети кога го праша за преминувањето на одредени политички партии од една во друга, дури и за вас го праша, сега е време на политички пазарења. Не е ништо чудно да се движат партиите од една во друга страна. Имаше еден мој колега, Бог да го прости, велеше, па не сум дзид да не се свртам. Значи, секој има право да ја менува коалицијата, ако не партијата. Лидерот на ВМРО ДПМН е во коалиција со СДСМ, првиот лидер. Така што тоа е сосем нормално. Но
знаете што, тие што ги водите, што ги предводите, вие или другите лидери на политичките партии, се разочаруваат од вашите исчекувања, експерименти, проверки, предвидувања, именување на ставови. А тоа е човечки, љубише луѓето да бидат разочарани. Не е човечки. Да бидат разочарани. Да. Мене овие денови ми се јавија стотици луѓе да ми честитат на одлуката. Така што не се согласувам со вас. Можеби еден минорен дел од достоинство ќе бидат разочарани. Но од она што јас го гледам, нашите членови поддржувачи, сите 9, кои што освојат по 9000 гласови, се задоволни од оваа одлука, бидејќи кога ние би оделе сами на овие избори, ние апсолутно нема да направиме ништо со овој изборен модел. А со ВМРО ДПМН имаме добри шанси. Кога ќе одите сега со ВМРО ДПМН, кога ќе почнат кампањите на бините низ градовите, ќе треба да стоите и вие. Кога ќе слушате како фрлаат дрва и камења по владата во која вие бевте до вчера и се уште сте, и ќе останете до крај на позицијата, ќе говорите исто како нив. Апсолутно не, ја слушате мојата реторика. Ќе молчите? Ќе ви дадат текст да кажете нешто во прилог на тоа или само ќе чекате ВМРО да Генерал Ангелов никој не му дава текстови да чита. Ако забележавте, јас оваа вечер колку пати ги нападнав СДСМ во кој дел? Делот на корупцијата и делот на бранителите. Дали кажав дека имам коректна соработка, дали кажав дека мојот успех се должи на поддршката на СДСМ? Што ве чека и што очекуваат и тие во ВМРО? Не им доаѓате таму, како да кажам, како сват со ништо. Љубиша, со некој подарок треба да дојдете, треба да придонесете во победата на ВМРО. Еве ја користам оваа прилика. Тоа да го кажам. Затоа сте чуди Митковски, што барате вие таму? Како ќе придонесете? Ќе кажам на сите македонски бранители, од кои што дел се во достоинство, дел во ВМРО, помал дел во СДСМ, има дел кој што не ги интересира политика, дека со ВМРО ДПМН можеме да реализираме некои од нашите барања, макар и символични, како еден мал гест, благодарност од татковината за оно што го направивме за неа во 2001 година. Некои на тоа ќе поверуват, некои нема да поверуват, но ја верувам дека од нашите основни 10.000 гласови, за кои што сум убеден, бидејќи сепак имаме една мала, но стегната структура. Ние како в политички контекст сме јаделе овие 15 години и преживуваме до ден денес и верувам дека нашите гласови во коалиција се мултиплицират. Ние тоа го направивме во СДСМ. На крај јас се почувствував дека ги излажав луѓето. Мене ми се јават родителите и плачат. Еве ве поканувам утре надвор од емисија, не мора тоа јавно да го објавуваме, да поразговараме со неколку родители, со неколку војни инвалиди, да видите што ќе ви кажат. И сега тие зборуваат, овој се намести во удобна кожна фотелја, нас не заборави. Ја не ги заборавив бранителите затоа што јавно во сите мои настапи, секогаш кога можев, ги спомнував, впрочем и споменот на 2001, јас сум еден од ретките, би рекол единствен, кој што има влијание во јавност и многу луѓе зборуваат за 2001, има еден куп други респектабилни издруженија, но се невидливи за јавност. Вие не би го викнали нивниот председател овде, но ние го одржуваме споменот на 2001 година, споменот на луѓето кои што храбро се бореа, кравареа, а за жал некои од нив и загинаа, брнејќи татковината. Политичката битка е сурова. Знаете, кога сте во коалиција со СДСМ, без разлика што сте го сочувале вашиот став по одредени прашања и не сте се сложувале за нешто, но во добар дел во генералната политика сте морале да прифатите нешто заедничко, затоа сте останале толку време. Претпоставувам дека така ќе биде со преминувањето во ВМРО ДПМН. Кај нив има една друга организација, друг систем на разбирање на работите. Генералните политики околу членството во Европската Унија, околу прифаќањето на НАТО, околу пописот, околу референдумите, околу обвинувањата за корупцијата и така натаму. Сепак се обидувам да мислам дека се уште здружувањето во политички коалиции е здружување на политички платформи слични сваќање на уредувањето на државата. Па види, епте се сличи на Љупчо Ѓорѓиевски и на Зоран Заев кој влегува во коалиција. И јас со нив и љубе. Епте ни беа слични. Сега треба да ве потсетам што зборува Љупчо и Бранко еден за друг. И на крај седна заедно, па остои друго и ја покрај нив. Но јас ги почитувам и Бранко и Љупчо.
до ден денес. Значи тоа е суровата политика која што диктира одредено темпо и одредени активности. Ако беше Македонија една изборна единица, а СДСМ нас не излажа по ова прашање, Заев ветуваше дека Македонија ќе биде една изборна единица, проба, а се заглави во собранието, дали дуј не дозволи, не знам кај заглави, да беше Македонија една изборна единица. Беше за, не беше за една, беше за многу. Сега во нивната програма, ама беше за множински изборен систем, не беше за една изборна. 198 со кој што треба да се помогне на граѓаните, една од основните точки е Македонија една изборна единица. Ако Македонија беше една изборна единица, достоинство ќе се настапеше самостојно. Ако освоевме пратеник, ќе влезевме во собранието. Ако не освоевме, честно ќе се повлечев од политика. Вака ја не знам колку е нашата реална тежина. Ако ние во ваква политичка консталација, помеѓу овие два големи блокови предводени од ВМРО СДСМ, каде што имаме уште неколку моќни ликови, левица успеа да се издигне, тоа е факт. Максим Димитриевски, кој што влече од базата на СДСМ, но и други гласови, исто така успеа да се издигне. Стефче Јекимовски има друга тежина, без разлика на црната листа. И сега замислете Стојан Чангелов и достоинство да се буткам со нив. Ке не прегазат, ние добиваме од државата 3000 евра годишно за финансирање. С која кампања со 3000 евра, па ние немаме пари штаб да платиме. Со прости зборови, вие излегувате од една коалиција за да урнете. Не, за другата да победи поубедливо. Ова коалиција сама се урна, Љубиша, тоа го знаеш и ти за жал. За жал, ова коалиција сама се урна. Ја имам таму многу драги луѓе во оваа коалиција и во врвот. А имате во ВМРО драги луѓе? Имам од порано. Добро. И сега би рекол дека Мицкоски, со него имам коректна соработка, но времето ќе покаже, но ќе повторам, ретко грешам во проценка на луѓе. Со брат Љубе имате ли добри односи? Имам. Тоа е маченик, без разлика кој што сака нека каже за него, е маченик. И Љубе беше министер на македонската полиција во 2001 година, не заборавајте, беше бранител, број 1, ако рачунаме по број на Беч. Го читавте статусот на Никола Груевски за Фејсбук статусот за... Го читав, да. Што мислите за тоа? Тоа е став на Никола Груевски. Има вистина или нема вистина? Не можам да зборувам, тоа е многу непријатно да го зборувам во ваква емисија. Не знам. Дали ќе придонесе за ВМРО или ќе одмогне? Ова прашање ќе го поставите на некој од врвот на ВМРО ДПМН, предпоставам дека правеле добри анализи, истражувања и анкети. ВМРО ДПМН не прави ништо случајно. Нити пак СДСМ. Тие се сепак големи системи, сериозни системи, и двете партии, едната е во подем, другата во паѓање, потоа тоа се менуваат, првата е во подем, она кој што била во подем е во пат, но има добри аналитички центри кои што ценат. Ако ВМРО ДПМН проценило дека ние треба да влеземе во таа коалиција, верувајте дека тоа се темели на сигурни сознанија, истражувања, анализи. Последно прашање, завршуваме по мене част. Ако случајно победи СДСМ или формира влада, добро, ќе се вратите назад? Каде да се вратам? Во таа коалиција? Нема да можам. И вие веќе си стоите таму. Видете сега. Ако ме побарат како професионалец во ЦУК, но за 5000 евра плата, не за ова плата која што имам сега. Значи вака сега, Стојан Чангелов е поединец, директор на ЦУК во СДС, а како партија е во ВМРО. Виша, Стојан Чангелов и мистер Хајд е жесток професионалец кој што служи на македонските граѓани, и тоа граѓаните го знаат, мојата доверба меѓу граѓаните, вклучително и меѓу албанците, особено меѓу албанците кои што работат во ЦУК. Јас сум еден од наомилените директори. Па не значи дека треба сите да ве сакаат. Стојан Чангелов, новидар, па едни ме сакаат, други не ме сакаат, но работам за интерес знае да стави граница каде почнува политиката. Има работи каде што политиката не се меша. Во моето работење не дозволив да се замеша политика и ги унапредував тие што сметав дека се најдобри, без да гледам на која партија припаѓаат. Видете, некој ќе ви забележи од вашето достоинство, ќе рече, ој си го зачува местото, а ваму думи дека е... Токму така, но ако јас не го зачувам ова место, ќе се вратам на моето малку поудобно место во МНФ, каде што ќе имам многу помала работа во делот на
безбедноста, обезбедувањето, кој што е моја прва професија, со многу помалку оврски, знаете дека таму платите се доста коректни, би рекол, доста добри. Мојот мотив не е платата да бидам во ЦУК. И ова тешко ќе поверуват поголем дел од граѓаните, но јас работев во Ирак, таму земав 6000, сум работел на брод. И сега со ова моје CV, кој што е доста набилдан овие години, верувате ми дека можам да најдам работа било каде низ Европа, и на Блискиот, и на Средниот Исток, со добра плата, но не е се во парите, има нешто што се вика татковина. Имам брат кој што живее во Швајцарија 4-5 години, живее во систем, кој ќе дојде дома летно време, вика, брат, порано не сум забележувал дека има волку ѓубре низ градот, низ државата. И сега тие затворени работи дома ги зборуваме, но тоа сите го знаеме, вие тоа редовно го зборувате, луѓето бегат од татковината барајки систем. Треба на луѓето да ја понудиме систем. Стојан Чангелов, благодарам што бевте гостин во интервју во на Клан. Стојан Чангелов, директор, председател на Достоинство и директор на ЦУК. Генерал, но пред се човек. На крај ги повикувам граѓаните во предизборието да не наседнуват на реториките, бидејќи мојата заложба е оваа преубава држава, која што е заедничка држава и на македонците и на албанците, да си ја зачуваме и заедно да се бориме за неа. 2001 одамна е зад нас. Јас можам да кажам дека денес Али Ахмет има цврст курс дека Македонија е наша заедничка држава. Тие обиди тогаш за отцепување, тоа е минато, тоа беше во дел на историскиот контекст на проблемот. Благодарам што еднаш што бевте гостин. Тоа беше се во ова издание на Слободен печат. На Клан, на интервју на македонската програма.